Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски, живи и здрави, добри сме, весели сме. Кога ќе осакатиш нога, 3-4 кила идат горе, ама ќе се видиме за набрзо дали ќе ги депласираме. Денеска ќе се обидам да направам емисија, затоа што моето боледување е се уште, но да ви кажам дека ми е збоктисано од истото и дека имам потреба да ја реализирам емисија вака класично во студио. Болките нагло се случуваат и комплетен блекаут иде и заради тоа е целава работа. Но, добро, земав бруфен во некое добро време, па се надевам дека колку толку ќе истерам емисија. Да. Океј, драги мои пријатели и пријателки, пријатни или непријатни работи, Македонија, поточно главниот град на Македонија, вие викајте ја како сакате, јас ја викам Македонија, ќе има гости, тоа ќе бидат представници на земјите членки на ОПСЕ, меѓу кои се најголемата фрка што се дигна е дека и Лавров ќе дојде, па можел, па не можел, па гласале за, па воздржани. Која мизерија од папазјанија сме ние, но знаеш како, кога детектираш дека нешто се дерогира, дека нешто му опаѓа нивото, тогаш ти е јасно дека едноставно не може тоа само таму да биде. Не може тоа да биде само во влада. Не може тоа да биде се. Тоа е сеопшти распад. Распадот се детектира сегде. Меѓу нас луѓето, во нашето семејство, пријателство, во институциите, маркети, сообраќај, култура, некултура и сето тоа идете нагоре или обратно, од горе надоле. Значи, оно што се случува во врвот на оваа земја е само рефлексија на оно што се случува на дното и виц верса. Значи, знаете како, многумина ја критикуваат власта, ги критикуваат нашите лидери и со право. Ама нашата власт и нашите лидери се едноставно, како да ви кажам, тие произлегува од нас, ама јас сум добар. Тоа ти мислиш дека си добар, бе, пријателе. Знаеш какво мислење имаат они за себе? Ма јас сам една финоча и лепота, што да ти кажам. Секој са бајле кој ќе станам го залапоем огледалото. Па тоа е милина една. Не знаеш дал да гледаш, дал да ga љубиш. Што ти ја знам. Добре. Така што мене друго ми е сега циркусот. Не, вака кој ќе се згрчам, дај го широкиот кадар. Дај го најширокиот. И ова е близко. Ако може нешто од космос, онака, вака како што ми е позади. Тоа точката црна позади на телевизор, ја да бидам. Океј, джок, врати Централен дневник. Оваа недела, заради конференцијата на ОПСЕ, празнични денови ќе имаме. Ќе имаме свињоколје за 29 ноември, да се подсетиме на СФРЈ. Шала на страна, ќе има многу делегации, ќе има многу полиција и сега само едно се прашувам. Дали покрај сите овие совети и покрај сите овие пораки и сите известувања, дали луѓето ќе сватат дека среда и четврток да не припаруваат во Скопје, во центарот, па и у околината, што ти ја знам во околните населби, ама претежно е центар, со возило. Вие што мислите дека ќе се случи? Ќе има колони, нервозни свирење? Јас сум убеден. Игнорирањето на македонецот е
на такви височини ставен, да, шта нема везе, кој мене ја можам. Него го видовме копилјот 19 годишен, нели? Добило татко му Порше, направил клизачи, 5 девојчиња се на клиника. Чим татко му можел на 19 годишно мрсулко да му даде Порше, он има стадо адвокати со кои ќе го истресе целиот систем да му ја намали казната. Кој ќе ги брани девојчињата? Господ. Не се. Кој ќе бе брани вас, кој ќе заглавите у гужвата која ќе биде конференцијата? Дури ни за пешки не, дури ни за велосипед не. Иако ќе шпартам јас со велосипед, онака ќе идам ризично, зошто да не? Зошто да не? Ризику. Ќе биде сирџиски. Не знам како ќе биде, не ме не интересира, искрено да ви кажам. Се уште не сум вратен. Све ова некоја штик проба, како да ви кажам, кој ќе те отпуштат од болница, си надвор од болница, ма не си. Да, малце може би кукам, ја досувам за мојата мака, но само едно да разберете. Подсетете се колку емисии имам посветено на здравството, на здравјето, на исхраната. Така што моето кукање само ќе биде од аспект. Знаете зошто? Сакам слободно да зборам за она што ми се случи не заради мене. Затоа што видов такви човечки трагедии тамо. Некој ако рече, Јанко, добро утро, си се освестил. Не, драги мој. Вие сте се освестиле. Од своја 7 година сум у болница. Кола ме прегази и изгубив слезината. Анафилактички шокови, пореметувања метаболички, цела младост ја поминав. До инфаркти, до вадење крајници без анестезија, до вадење нерви од крајници ми извадија со анестезија, ама знаете каква? Хлороформ. Најпримитивно, како у филмовине, кога мафијашите киднапира, те буквално така ме зема у воена болница, дете бев, ме ставија вака и златното ваше здравство. Знаеш како, треба да сум некоја проклетија и да ви кажам, да дае Господ да се вратите у тоа златно време, што толку го мочате. Да се вратите и малце да го осетите и здравството, и да го осетите и животот, кога вака меревте на минути колку ќе биде уклучен бойлерот, каде што купатилата забрзнува, една соба на нафта се грееше. Не ми кажите, предобро го знам тоа златно време. Туку, знаеш како, златно ни дојде убаво негдека втората половина на 80-ти и сето тоа го присликавме на назад сите мизерии. А најголемата мизерија у тоа време беше, знам само колку блиски мои изгубив затоа што немаше лекови, немаше струшјаци, немаше ништо. Само немаше толку гужва како денеска. Не го бранам денеска. Мизерија. Ја у болница додека лежев 2 месеца, што се вика 40 дена бев во болница, па ништо поразлично од Газа. Што да ви кажам? Се потресујете на Газа. Влезете да видите какви се нашите болни. И тоа не болните, да видите нашите медицинари во какви услови работат. Во какви услови, и ти ке дојде, не ме погледна ово, што да те погледне? Системот му направил да има 3 лекари, а да тој ден има 300 прегледи. И вие им се лутите нив. Не се они не смеете на... па изгубил нерви. Па ја изгубувам нерви, 3 идиоти која ќе ми отида. Јанко, како тоа губиш нерви? Па ќе губам нерви. Кој сте идиоти? Ама ја имам мака, ја морам. Знам дека мораш. Не ли сте христијани? Не ли сте Божи луѓе? Не ли сте по Аллах? А што ве учат сите религии? Смирение? Немате смирение? Па онда не филозофирај. Ја го немам. И не се фолирам. Го имате вие. Ја бар не се ни декларирам дека сум добар христијанин. Напротив. Го имате вие. Го немате. Колку цигари испушите, колку кафиња испушите, колку пати денески изоговаравте? Game over. Имате исповед? Немате. Game over.
Ние сме фолиранти, ние се фолираме дека сме политички активни, ние се фолираме дека сме за таа партија, ние се фолираме дека сме за Македонија. Ручки оттупани сте за Македонија. Се сеќавате дека првите 2 години кога бев овде на денот кога го сменија името на Република Македонија, на тој ден правев специјалки. Третата година ќутам до 9:15. Викам, зашто мислите дека денес треба да се збори? Никому не му текна. Никому не му текна. Зошто? Баш и ме гајли. Или денеска гледам на Твитер, Тетово, улица Тетово, главната улица во Тетово, вози кола и овој вика, гледајте, вика, ниедно македонско знаме. А зошто да има? Ама требало така по закон. Океј? Не го испочитувале законот надлежните. Па треба да го испочитува. Добро? Треба да укаже некој ако законот не се почитува? Па треба институциите. Добро? Реагирал некој од институциите? Не. Реагирал некој до институциите? Не. Се јавил, се побунил некој дека му смета што нема македонско знаме? Не. Па што очекувате? Не, озбилно, мислам, стварно цинизам ме зафаќа. Ја дадовме на други нашата земја, живееме под кирија и што се буниме? Гледам, избори ке имало, добро, одлично, ВМРО водело, супер, колку? 1:2. 1:2. Што значи тоа е 1:2? Да речеме, ако има 400.000 гласачи, карикирам, ако има 400.000 гласачи што ќе гласаат за ВМРО, 200.000 ќе имало за СДСМ. За власта. Не викам СДСМ, за власта. За оваа власт. 200.000 гласови. Знаете што? Ја да сум ВМРО ДПМН, јас ја представувам цела ВМРО ДПМН и мојот збор е закон. Нема извршен комитет. Нема, пошто и Мицкоски. И он, ако сака нешто, мора да се консултира. Не, ја тотална абсолютистичка власт имам. И ја ја држам опозицијата, имам и 40%. Што викам, колку? Ке имаме толку и толку пратеници, двојно повеќе од... Двојно! После сево ова, само двојно! Луѓе, јас сум бил сведок, пошто вие не памтите, јас сум такво дебело слонче, па му текнуе. Ја памтам како исчезнувале партии, како исчезнувале цели движења. Едноставно ги изеде времето. Се искриминализирале све. Ние овдека имаме 1:2. Еве вија власта. Нека владеат уште. Нека ве доутепаат. Бел ден да не видите. Нека владеат како сакаат и што сакаат. Нека ја не име, не идентитет, не устав, бугари, турци, марсовци, што сакаат нека стаат. Чим нема акламација, оваа власт треба да има едно место во парламент. Едно. Тоа е по мене. Колку ќе има опозицијата, друга работа. Кој ќе биде новата опозиција? Кој ќе биде... Тоа е сосема релевантно. Штом СДСМ има 250.000 гласови, ја кревам раце. Им ја давам вака, не искачам на избори. Не искачам на избори, гласајте си за власта. Не искачам на избори. Штом има 250.000 луѓе што ова ви е добро, после све што направија, после сите болници изгорени, после не направена фабрика во Тетово за електрични автомобили, после 1 метар автопат не е ни преасфалтиран. Ништо, никаква, ниеден капитален проект. Земјата задолжена преку 7 милиарди. Болница изгорени луѓе, онкологија, крадење, сите го детектирате. Пензионери протестираат, не можат да си добијат саглам пензија. Функционерите си ги кренаа платите за 180. И све тоа си помена. Со акламација вака потпишувам. Оваа власт да добие уште не 1, не уште 4, 8 години. Затоа што
нема да настане здрава промена додека до крај не почувствуваме сите емпатично дека ни е добро или дека ни е лошо. Крај. Ние уште имаме, не ми е гајле колку сум потонату гомна, важно моите да бидат, ама слушај, лоша работата. Не ми е гајле. Овие само да не дојдат на власт. Не е важно дали е овој или оној. Не зборам ни СДСМ, ни ВМРО, ни ДУИ, ни Левица, ни Десанка Шакич, никој не ме интересира. Ме интересира тоа што народот гајле си нема за сопствената земја. Чим за своја куќа немаш гајле, зашто онда бараш? Зашто се буни? Јанко, браво, управо си. Многу ми е гајле што ми давате поддршка. Што имам јас од вашата поддршка? Знаеш што е поддршка? Знаеш како ќе ме поддржиш? Излези да гласаш. И гласај со муда ко човек. Тоа е поддршката. Кога ќе видам дека народот излегол, гласал масовно, направил нешто, да ќе речам, слушај, колку и да е булшит, човече, има иднина. Ќе ги бодрам децата. Ја ќе работам додека ме држи здравје. Имам потек, ама чекај, срање, ова, задолжени ваму, таму. Океј, ама барем чувствувам енергија дека ќе се направи нешто. Кој конц логор е народов. И никој не смее да му се лути и да му замерува на народот. Зошто не ги отворам телефоните? Затоа што сега ќе се јават и ќе речат да, народот ово, она. И третото јавување знам што ќе биде. Зато и не отворам и ќе речат Јанко, нема кој да го поведе народот. Знаете што? Ако народот чека некој да го поведе, народот не заслужува ништо добро. Размислете, чукнете си ја главата, народот треба да тргне. Лидерите ќе се изнедрат во движењето. Ева, ако сакате за вашиот fucking сакан Тито, Тито не го поведе народот. Народот се крена, од народот произлезе све. И така си настана лидерите. Си се покажаа, си се прекалија у борбата, у она што масата го пренесува. Режија. Или затнете се, ако чујам една самогласка, станувам и си искачам, затоа што не можам ни своите мисли да си ги чујам. Да, акумулирано ми е. Многу гледав народ како страда. Кутар народ како страда. И тоа оние што не можат да се побунат. Оние што ние како милост треба да покажеме емпатија, да направиме нешто за нив. Не да трчаш количката, да му ја носиш јадење, да му подадеш и таква мизерија. Туку да направиш нешто за добар амбиент, да стане подобра земјата, да дадеш малку повеќе перформанси. Кога ти во својот круг се средуваш, све се средува. Тоа е, знаете, како ланчерно, све се средува. И после викате, снег падна, Македонија пат била изненадена. Какви би беа дворовите, бе, дечки? Вака со проштенем да ве прашам. Дали сваќате дека тоа што е во институции, тоа ви е дома? Ви смрдат чорапите? Да. Гледај што е. Колку пати неделно се бањаш? Еднаш. Дечки, што мислиш дека горе е? Колку се чисти? Исти се како нас. Разбирам да слетаа со летачки чини и да рекоа ние дојдовме од планетата ZX, Y, MZPX, Јелепкеш и ние ќе ве окупираме. И ние ќе ви поставиме кои ќе ви бидат вашите лидери. Не бе, брате, ние се ги изгласовме. Зашто се лутиме после? Океј, не чини, важи, во ред, еве избори. Дури,
Помогнавте ли барем народе, чекавте ВМРО, Мицкоски да направил ова. Што ќе направат? Или левица, или десница, или милица. Што ќе направат у парламент? Избрасте повеќе да ги има овие на власт. Океј, не може предвремени. Имаше протести? Протести морал да Мицкоски, ако не направил Мицкоски. А ако направеа опозицијата, не знам, левица направеше или ВМРО направеше или некоја друга алтернативна партија направеше, што правевте муабетот? Што беше? О, па зошто излегоа? Па тој ли да води? Па ја не искачам за овој. Јади бурек е совршено име како символ за овој народ. Ако овој народ за нешто го бива, тоа е за зборење, муабет, оговарање. За дела, но знаеш како, секогаш доаѓа некоја еволуција, секогаш доаѓа нешто, низ историјата. 5 века не владееле турците. Што бе не владееле? Тие двајца поставиле тука и вика, вие сте наши. Добро. Се дигнал еден, го натегнаа на кол, седи мирен, опасни биле овие. Па не знам, ене ги палестинците гинат со најголемата трета воена сила у свет, така? Русија, Кина, Америка, па Израел. Ние не сме како нив. Они дури немаат држава, што се вика. Они имаат од држава. Ние сме, може би, како маите, инките, така, господа луѓе, правиме пирамиди, го бараме гробот на Александар кај. Оти кој ќе го откриеме гробот, готово е. Светот ќе пак да чувај да брани. Ете го гробот на Александар, ете ги Македон, готово, готово. Све ќе ви дадеме, вие сте управо. Само едно сум благодарен, ако од созерцителен аспект го гледам ова спрема себе, и ако не ми е убаво, и ако страдам, и ако моите блиски им е тежок животот овде, реално, не на муабет, зборам реално. Условите се тешки, бидејќи оние што страдаат неправедно, ќе имаат милост Божја. Секоја религија, ислам, христијанство, јудеизам, блажени се оние кои плачат, ќе се утешат. Тие што страдаат, ќе добијат лек за болката. Овој живот не е добиен со гаранција дека ќе ни биде добро, дека ќе бидеме здрави, дека ќе ни биде убаво. И вака кога ќе размислам и ќе почнам да се само сожалувам и си викам, леле, Јанко, кутар, колку болка трпиш, те боли ногата, кутро пиле, како се исече, партал се напри. Не бе, малце ми е. Јас знам шо сум, бар ќе си признавам шо сум. Малце ми е. Не нога, треба да се ампутирам и раце и нозе, и глава. И тогаш може би вака ќе компензирам со гревоите мои. Се прашувам, ако ги исклучам социјалните мрежи, ако ви ги исклучам вашиве телевизии, овие мизерии што ги гледате, дебатно политички. Овој му го спопика, овој му кажа ово она. Кој интернетот го користите да гледате документарни емисии од култура, да гледате филмови, да гледате театар, драма, да слушате музички спотови, цртани филмови, да слушате филозофски расправи и така натаму. Се прашувам, дали перцепцијата за тоа како ние може да биде многу, многу подобра. Треба временска дистанца. Треба временска дистанца. Од временска дистанца само има една опасност
Оваа генерација, што ќе се сети на младоста, заборава булшитот што беше тогаш и го романтизира. Леле, колку беше тогаш добро, неко денеска. И денеска има таков булшит што тогаш, например, имаше една добра работа која не ви текнуе што ето. Тоа политичарите беа сувопарни, ама секој збор беше ја одмерен. Овде ти искача министар за надворешни, мртов ладен, и ти вика, а ние го намаливме криминалот. Една статистика не го поддржува. Искача премиер и вика, ние изградивме 1300 километри автопатишта. Абе не трепнува. Знаеш како? Мислам, човек кога лаже, барем, знаеш, прави некоја гримаса, вика, кој го напиша? Важно да се каже. Една точка не е ставена од асфалт направено, ништо. Кичево Охрид ви текнуе кога е почнато. Немате ни појма кога е почнато. Метар, камен на камен не е направено. Качанички пат за 7 години не е ни тргнато. До Косово е 5 километра. Знаете ли каков е патот у Косово до македонска граница? Знаеш што е Косово за нас? Space Shuttle. А и таму крадате. И таму се под контрола. Некоја ние сме као нешто независна, врска нема. Абе, мртов ладен, ние имаме амбасадор кој доаѓа на отварање на фабрика за електрични автомобили. Море камен, темелници. Исплаќање стотици милиони долари кешарици. И тоа поминуе. Нема проблем. Се сеќавате ли? 2 години помина од несреќата во Бугарија, кога 40 луѓе изгоря. Ништо. Нула. Зилч. Што е? Чекајте, чуеме. Фронтлайн што ќе кажат. Цивил што ќе каже. Еве го. Сега на Сител ќе кажат. На Канал 5. И после кој ќе ви се деси нешто лошо, од кој не можете да излезете правно, здравствено, институционално, се чудите како бе ова мене. Ко ми дојде еден таксиста, пред некој овакво, ми доаѓа тука, вика, ја у емисија. Зашто бе у емисија? Аве да кажам за криминал и корупција. Пред година-две. И го гледа, вика, молим те, седи, дете, донеси му кафе овде куј ходник и вика ми, кажи стварно, види, ја барав пасо за Германија, ми беше истечен и не ми го дадој, не ми го продужи ово, вамо таму, заради тоа што ово, вамо таму. И што сакаш? Па да дојам у емисија да го збориш. Знаеш што? Ке направам све што можам да не го добиеш тој пасош. Како? 20 години јадам бели бубрези овдека во емисијава, еднаш не си се јавил, еднаш не си погледнал, сега ти текна на мене, оти ме возеше, ти дојде мака, кога повикував за овие оние работи, не реагираше. Што сега сакаш? Ја завршувам кариерата, затварам радњо, ја пакувам сега. Сега ја ќе се борам за тебе, не ме интересира. Јави су емисија на телефон, ако добиеш, кажи си ја муката. Thank you and fuck you. 20 години ги поминав, убедувајќи го народов и ме правевте будала, дека целата игранка е за името, дека никогаш нема да влеземе во ЕУ, дека во НАТО ќе влеземе смениле име или не смениле име, и дека оној што добро ќе работи, со голем мерак ќе го утепаме, ќе го смениме и ќе доведеме некадарни, лажговци, психопати, црпнати од нива и нивки им се восхитуваме. Така испадна. Мене ми е криво зошто не го разбрав ја ова и да си заминам одамна. Затоа што нике можев ништо да придонесам за земја. Ништо не сум придонел, освен ја си јадам бурек. И некој ке ре, браво алал да ти е. Шо ако е алал? Што имам ја од твојата алал? Што имаш ти од моево јадење бурек? Те охрабрив? Бар да охрабрам некој да излезе. Ја нема да гласам. Нема да гласаш. Ја кога би бил од оваа држава, тој што нема да гласа, да нема никакви граѓански права. Крај на муаветот. Ете, би укинал таа демократија да се воздржиш од гласање.
подобро неважечко ливче, одошто да не излезеш на гласање. Знаеш ли колку добро ќе направиш? Не ги сакаш едните, другите, третите. Супер. Гласај за некој маргинален абдал. Тоа е супер. Тоа е супер. Им пука филмот у цел свет. Гледате Холандија кого избра. Видете Аргентина кого избра. Па и Доналд Трамп е... Зошто? Им пука филм. И сега не иде народот да се коле, ама барем искача и гласа. И овие се... Не може здив да земат. Ја ви викам, пенкалото за окружувањето нема помоćно. Ни за тоа не ве бива Наместо кога се избори да излезат 1.500.000 и да се чудат, што е ова деца од јасли донесовме. Искачаат партиски. И тие партиските, што се? Сите искачаат заради вработување. Ништо друго. Луѓе членови, и затоа има 250.000 СДСМ, оти тоа се нивни луѓе. Сите се ухлебани, сите се ужлебани, сите се вработени, сите се у некои невладини организации, тука пари си вртат. И тоа си е бизнис. Сега другиве што не влегува, плачат за опозиција и нормално ќе дојде опозиција. Ама има некои работи кои стварно треба да се сменат, оти вашиот лукративен мерак, да се ги намачкате вашите дебели газиња со убава помадичка вазелинска, времето помина. Ја разбирам, долго бевте во опозиција, ама стварно, ваква деградација на земјава е незапамтена во историја. Од историја која ќе се гледа еден ден од историски аспект, од една историска годишна дистанца, ова ќе биде најголемото мизерување. Единствено добро што беа, е што беа феноменално соработници. Да не е опозицијата, ние досега не бугари у влада ќе имавме, што ви е вас? Ние Македонија ќе беше административна зона на две земји. Како нефункционална држава, поделено према со две функционални држави. Едната е Албанија, другата ќе биде Бугарија. Пријатно. На Грција и Србија им е кажано да не се мешаат. Значи, прва и втора Балканска војна не може да се случи. Game over. Све е договорено. И да ја завршам работава со мојава тирада, драги мои, тие што ме слуша, Господ напомош да ви е. Тие што сменија, алал да ви е. А вие што останавте, само една молба имам до вас. Дај го мојот компјутер. Немам превју, се надевам дека ова го гледаат гледачите. Ова се фотографија од едно девојче. Сега ќе идам да ви ја прочитам објавата. Утрово во 7:20 мојата керка Вања Ѓорчевска излезе за на училиште и се губи секаква трага. Облечена е во црни панталони со странични џебови, светло-плав џемпер, црна кратка зимска јакна и бели Nike патики со кафеава лента на ѓонот. Последен пат е видена во Дебармало на пат кон Песталоци. Доколку имате било каква информација, ве молам веднаш контактирајте ја полицијата. Значи, ова го објавува Зорица Ѓорчевска за незината керка Вања Ѓорчевска. Не знам дали има апдейт меѓувреме, ја го објавив. Простете ако е се средено, дај Боже, ако не, делувајте. Барем со клик на маусот или со тапкање на вашиот мобилен телефон. Не треба да идеме по улици, но се надевам дека ќе се најде девојче и дека е се во ред со неа. Страшно е вакви работи да се случуваат во 21 век во земја како нашава. Дерогирање на се. Морал, етика, систем. Но се може да се спаси. Од се може да се излезе. Прво се почнува од себе, внатрешно, добра мисла, нема зло, нема злоба, добра мисла, нели? Оној кој е неверен, оној кој е верен. Молитва, ке се измиеш ти, ке исчистиш дома, и тој што е духовно чист,
тој го прочистува севкупниот простор. Нема друг начин. Нема рецепти што треба да правиш, дали да се учлениш или да идеш во некој. Ке ти дојде што треба. На чистиот продуховен човек ќе му текне што ќе треба да прави. Дали ќе заштитува животни, дали еколошка средина, дали ќе помогне во здравство, дали ќе помогне во политичкиот систем, тоа ќе дојде. Но мора да почне од себе. Не чекајте од други. Во овој момент моите психофизички капацитети се истрошени. Ја ви благодарам на вниманието. Лека ноќ и пријатно.